Добро дојдовте во процес. Непостапувањата по правосилните решенија не е непознато во македонската пракса. Два такви карактеристични случаи ќе видиме во прилогот што следува. Ласти Ивановски се уште не може да се врати на своето работно место откако пред скоро 5 години доби отказ од Царинската управа, бидејќи го задржал службеното возило 2 часа по работното време за да го однесе детето на лекар. Иако има правосилно решение од второстепената владина комисија дека треба да се врати на работа, во Царината не сакаат да ја спроведат одлуката. По мојот приговор до владата го приначи отказот во 6 месеца 10% од плата. Меѓутоа, директорот Ванчо Каргов не сакаше никако да го спроведе решението од влада, зашто поднесов тужба до Основен суд, во која ми ја отфрлија тужбата како неоснована, бидејќи не сум имал отказ. Со поништување на решението за отказ од владината комисија, отказот е ставен вон сила и на сила е првобитното решение за договорот за работа што го има склучено со Царинската управа. После 4,5 години судска голгота добив пресуда во која се објаснува дека нема отказ. Со решението од Основен суд Скопје 2 добив пресуда во која во образложението се образложува дека немаш отказ и немаш право да водиш судски спор. Меѓутоа и до денеска Царината одбива да го спроведе решението. Во јануар месец добив пресуда и од Врховен суд во која ревизијата се отфрла со решение, бидејќи не се работи за работен спор. По моје поднесов барање за враќање на работа, Царината ми одговори дека бара пресуда со клаузула за враќање на правосилна пресуда со клаузула за враќање на работа. Меѓутоа тоа е игра на зборови, правни зборови што не постои. Убаво си пишува во образложението на пресудата дека со поништување на решението за отказ не се работи за престанок на работен однос. Ивановски е самохран родител на 2 деца, од кои едното е малолетно, а другото го напуштило факултетот поради немање на финансиски средства. Тој е без работа скоро 5 години, го распродал имотот за да може да го прехрани семејството и цело време се обидува да ја истера правдата, да докаже дека не само што е незаконски избркан од работа, туку и дека институцијата каде што работел треба да ги почитува правните регулативи и да го врати на работа. Се бараше причина само да ме тргнат од работата, бидејќи на некого им сметав. Во завод не одјавили уште од 2009 одма. Веднаш после случајот. Одма после отказот не одјавили. Не чекале да одговори второстепената комисија, бидејќи они во еден случај, во една жалба го спомнуваат член 93 за проклузивност од 8 дена по приговорот, меѓутоа во гледање во документите, тој е 8 дена од мојот приговор, они Царината го чува мојот приговор, не го носи у комисијата, а тогаш комисијата беше второстепената непостојана, како сега што е, непостојана комисија и се среќаваше еднаш во 3 месеца, во 5 месеца, и за тоа така. Мислам, има објаснето самиот Каргов, кај што признава до јавно обвинителство, бидејќи поднесов пријава за службена злоупотреба, бидејќи не спроведува решение на повисок орган. Сам признава дека комисијата во одредени случаи по 240 дена касни со одлуки. Значи, во конкретниот случај се работи за мене и за една колешка стрикно да не врати на работа. Лична пресметка меѓу одредени лица во Царината со мене и со И Валентина Илиевска, која работела како наплатувач на терминалот Блаце, речиси 4 години ја бара правдата по институциите на системот. Таа прво се пожалила на лошите услови за работа, а потоа добила отказ со образложение дека при доаѓање и одење од работа, наместо во читач, се чекирала на компјутер. Незините колеги кои постапувале исто биле казнети дисциплински со 15% од плата во текот на 6 месеци. Само Илиевска била избркана од работа. Таа се пожалила на второстепената владина комисија која одлучила дека треба да биде вратена на работното место, но Царинската управа до ден денес не ја спроведува одлуката. Се идеше добро на суд, се додека не дојде, имав право на приговор на второстепена комисија, владина комисија. Во приговорот ме враќаат на работа и кога се достави тој
договор за враќање на работа второстепена комисија. Значи, судот веќе тука немаше што да одлучи. Тужбата ми беше автоматски неоснована, пошто нема што да тужиме, вратени сме на работа, тоа е јас и мојот колега, истата случка. И Управата не сакаше да го спроведе решението? Управата не сакаше да го спроведе решението, наводно било со закаснување, меѓутоа тоа не е моја вина. Јас се тужев, постам тоа тужев по второто степено решение, значи го добивав во судот истиот одговор, значи дека имам неоснована тужба, дека јас треба да работам, судот ми кажува вие Господја Валентина, треба да работите, вие сте вратени на работа, ние не можеме на суд ништо да решиме за вас, затоа што вие веќе треба да сте на работа. И каде појдовме, кај отидов, во сите институции, значи ги поминавме, истото ни го кажуваат. Значи, вие сте вратени на работа, а ние фактички јас и мојот колега седиме дома. Откако ја изгубила работата, на нејзината врата затропале извршители, бидејќи не била во состојба да го врати кредитот, а вели дека дома живеат само со 4000 денари. Поради големиот стрес и како што вели неправдата и малтретирањето, Илиевска завршила на клиниката за психијатрија. Многу тешко преживувам овие 4 години со извршители на врата секој ден, стресови. Имам кредит, земено имав преку царината дека работев, не можам да го вратам, значи камата, врз камата ми се натрупува, ми доаѓаат извршители, извршни писма ми доаѓаат, значи тоа се многу стресни ситуации и за мене и за моето семејство. Бев тука некоја изјава да давам и помошен директор Патирова, значи ме држеше 6,5 сати тука, ми вршеше јака тортура. Наводно господинот Ласте и има директорот Игор дека они нешто влијале на мене, не знам што, како, не знам што и беше поентата, не можев да ја сватам. После работно време ме држи, значи јас добив толкав стрес од незе, многу се однесуваше непристојно, со викање, со заканување. Јас имам 4ти дан карате. Мислам, тоа беше многу јак стрес за мене и јас после тоа не можев, значи, не можев да си обавам работата на, а тоа е обврска голема, значи со пари се работи, со документи валидни, се што треба. И отидов на лекар и од тука ме сместија на психијатрија. Значи, јас 7 месеци бев на психијатрија. Во одговорот од Царинската управа се вели дека и на двајцата вработени им бил откажан договорот за вработување од Царинската управа како дисциплинска мерка поради кршење на работниот ред и дисциплина, на што тие навремено поднеле приговор до второстепената комисија на владата. Комисијата и во двата случаи не одлучила по приговорот во законски определениот рок од 8 дена, согласно член 93 од Законот за работни односи, поради што по истекот на отказниот рок од 30 дена решенијата стануваат конечни, а на именуваните им престанува работниот однос во Царинската управа и тие се одјавени во Агенцијата за вработување, се вели во одговорот од Царинската управа. Оттаму потенцираа дека и во двата случаи е водена судска постапка, но добиени се правосилни пресуди со кои тужбените барања се одбиени како неосновани. Во првиот случај добиена е пресуда со која тужбеното барање на тужителот се одбива како неосновано. Во овој случај Врховниот суд ја отфрли како недозволена и ревизијата која тужителот ја вложил како вонреден правен лек против второстепената комисија. И во другиот случај донесена е пресуда со која тужбеното барање на тужителката се одбива како неосновано. Во овој случај не е поднесена ревизија. Од Царинската управа вела дека Државниот инспекторат по извршениот инспекцијски надзор ја задолжил Царинската управа да ја врати Илиевска на работа, но управата поднела жалба до Министерството за труд и социјала да го поништи решението на инспекторатот, што било и направено.
Добре дојде за моите гости, Ласта Ивановски, Валентина Илиевска и Вранија Пировски, извршен директор на Хелсиншкиот комитет. Јас на почетокот би ве замолила сите да објасниме што значи одговорот на Царинската управа. Дали за вас има некој нов момент кој што би ви значил нешто во целиот случај? Во целиот случај нема нов момент. Царината продолжила да си игра, да ги користи законските празнини во нашиот закон, за да не ги спроведе решенијата што ги донесе второстепената комисија на влада. Истото, јас нема што да додадам, значи кај мене исто се случува. Не сака да ги спроведе решенијата што судската одлука, да не врати назад на работа. Значи еден збир на контрадикторности во целата работа. Ајде малку да го објасним. Да, за случајот сум запозната уште во времето кога работев во канцеларијата на Народниот правобранител. Значи станува збор за случај стар 5 години. Овие луѓе се останати без работа, на работна екзистенција, иако имаат релевантна одлука од страна на комисијата за работни односи, на владата за работни односи. При тоа, она што е важно за Хелсиншкиот комитет и што морам да го потенцирам во оваа прилика е дека образложението на Царинската управа се држи на фактот дека тужбиното барање на еден од учесниците во овој случај е одбиено како неосновано. При тоа не објаснувајќи дека судот сметал дека не постои простор да се постапува по правната работа од проста причина што веќе е донесена одлука и комисијата одлучила да госпоѓата биде вратена на работа. Со самото тоа, значи истото важи и за господинот кој што исто така останал без работа. Образложението дека постои законска празнина исто така за Хелсиншкиот комитет е неприфатливо, бидејќи поминале 5 години. Тоа значи дека Царинската управа не само што не ја почитува одлуката на комисијата, туку не го почитува ни правното мислење содржано во судската одлука. Задржувајќи се само на фактот дека станува збор за тужбено барање кој е одбиено како неосновано. При тоа мене многу ме изненадува фактот дека не докрај се објаснува зошто е одбиена тужбата. Значи се сака да се направи да се даде една погрешна слика пред јавноста. Да се свртат работите. Токму така, што е сосема несоодветно, знаејќи дека овие луѓе се на 5 години на улица. Добро, има ли нивната екзистенција е доведена во прашање? Некое дискреционо право Царинската управа да постапува така како што постапува? Затоа постојат органи во владата, затоа постои комисија која што кога ќе се донесе решение за отказ, представува еден вид второстепен орган пред кој што работниците можат да поднесат приговор против отказните решенија. Тоа и во конкретниот случај се случило. И не е случајно дека судот решил дека нема потреба да постапува. Значи само треба внимателно да се прочита пресудата. Понатаму сите други действија кои што се превземани. Значи нели бил спроведен инспекцијски надзор од страна на трудовиот инспектор. Тој исто така донел укажување кое што го доставил до Царинската управа дека треба да бидат вратени на работа. Меѓутоа понатаму тоа укажување од страна на Министерството за труд и социјална политика било укинато. Сето тоа е ирелевантно, бидејќи постои одлука која што е важечка и постои мислење од судот. Во конкретниот случај, со сите овие елементи кои што ги кажат Царинската управа, значи не ги почитува одлуките на судот, што е неприфатливо. И пак ќе потенцирам. Во некои од одговорите на Царинската управа се тврди дека постои одредена законска празнина, а тоа во некој дел го тврди и Народниот правобранител. Јас се извинувам, но поминале 5 години. Луѓето кажуваат дека имало и други случаи. Да, уште еден случај, така, дека тој случај е вратен на работа. Законските прописи, бидејќи комисијата одлучува по закон за општа управна постапка според нејзиниот деловник, а они не смелеа да го спроведат отказот, односно да не одјават по член 231 од закон за општа управна постапка, жалбата го одлага извршувањето на решенијето. И решенијето по член 270 кој ќе се достави на странката е извршено. Истиот закон. Они знаат, не е прв случај кај што одлучува комисијата дека комисијата одлучува по закон за општа управна постапка. Не станува. А они
Го искористиле моментот дека нели Да, не било во законскиот рок и делоникот не предвидува комисијата да одлучува според закон за работни односи, кај што се предвидува член 93 Дали ова 8 дена. изигрување на некој начин на Ова изигрување на Царинската некој управа начин се на- поставува над останатите институции? Пред се поставува над значи судската власт, бидејќи пак ќе потенцирам, за мене е најрелевантна судската одлука, бидејќи во образложението на судската одлука е мощно јасно и децидно кажано дека постои одлука и дека оваа правна работа е решена со одлуката на комисијата при владата за работни односи. Според тоа, не гледам причина зошто Царинската управа не би ги вратила овие луѓе на работа, особено што доколку навистина постои случај истоветен како нивниот, а се завршил позитивно за работникот, тогаш овие луѓе се ставени во нееднаков третман. Значи на некој начин се дискриминирани. Тогаш како постои законска празнина за нив, а не постои за другите луѓе кои што биле вратени по одлука на комисијата, биле вратени на работа. Во кој дел постои повреда на правата на овие луѓе? Неизвршување на одлука на комисијата, на релевантен орган, непочитување на судска одлука, при тоа пак ќе кажам, станува збор за случај кој трае 5 години. Дури и да го прифатам фактот дека постои законска празнина, не можам да го прифатам фактот дека досега не биле преземени никакви действија, па и таа правна празнина да се надмине, да се предложат нови законски решенија. Мислам дека е мошне несоодветно за еден државен орган да се однесува така во услови кога Република Македонија се декларира како социјална држава пред се. Има он во дописите до јавното обвинителство сам признава дека комисијата каснела и по 240 дена по некои одлуки. Значи од 60 до 240 дена. Дури и судот во својата одлука не го зема тоа во предвид, туку вели дека одлуката на комисијата е важечка и е релевантна. Да, и добро е образложено дека царината не е орган која ги цени одлуките на комисијата. Точно така. Значи, чим е поништено решението... Случај ми е многу добро познат на македонската јавност, нели, во изминатите години. Што според вас лежи? Која е причината за ваквото однесување на Царинската управа? Ваквото однесување се должи на тоа што треба некој да одговара. Кривично според Кривичниот закон за службена злоупотреба, бидејќи не сакал да спроведе решение на повисок орган. Ако во моментот не пријава, тогаш ќе признаат дека некој претходниот директор Ванчо Каргов самоволно не сакал да спроведе некои одлуки. И ќе признаат неговата вина. Ама борбата против него е тешка. Сега и новото раководство ги наследува Старите проблеми од претходниот директор. Вашиот случај е многу сличен. Што имате вие да кажете околу целата работа? Јас што да кажам, значи... И вие во таа голгота која трае скоро 4 години од институција до институција? Така, се уште не сум вратена, не сака да не спроведат решенијата. Си играат, да речем, пинг-понг со Агенцијата за вработување. Во еден случај Агенцијата го толкува законот, е друг допис до Народниот правобранител, вели не е орган кај што толкува закони. И значи се вртим во круг. Добро, и имате овие луѓе каде да се обратат во оваа држава или се веќе сите можности исцрпени? Јас сметам дека треба да биде направен дополнителен притисок и ние тоа ќе го направиме. Значи, предметот се наоѓа кај нас, ние ги имаме сите потребни документи, сите потребни докази за да можеме да постапуваме и ќе се обратиме до Царинската управа, ќе бараме да постапи по одлуката на комисијата, а доколку не постапи ќе бараме соодветно образложение, бидејќи за нас ова образложение кое што е дадено во моментов не е релевантно, ниту пак е законски издржано. Доколку не сака да постапат? Доколку не би сакала да преюдицирам, никогаш тоа не го правам, ќе почекаме да видиме што ќе ни одговора, дали ќе покажат професионалност при одлучувањето по нашето барање, доколку не постапат ќе преземаме понатамошни мерки. Меѓутоа нема да го оставиме случајот, бидејќи навистина станува збор за еден мощно сериозен случај. Два случаи. Во конкретниот случај деновија се врти, нели, по телевизија реклама на владата дека имаме право да знаеме
своите права. На крај крајот ние знаеме кои се правата, ама органите што ја рекламираат тоа треба они да го спроведуваат тоа право. Така. Законите да ги спроведуваат. Кога они не ги спроведуваат законите, ние што да правиме останат? И кај двајцата отказите се рефлектира негативно по вашите семејства. Како живеете и како се справувате со оваа ситуација во текот на овие години? Многу тешко. Да искористам една фраза на премиерот. Должничка, светска, економска криза. Како можеме да... Многу тешко. Значи, овие 4 години скоро многу тешко живееме. Секојдневно се соочуваме со извршители, без никаков приход. Значи, продаваме имотот што имаме останато од татковци, од мајки, за да преживуваме. Се позајмуваме, помагаат роднини, на тој начин некако преживуваме. Ова не е живење, ова е преживување фактички. Тука значи социјалниот момент е... Апсолутно, затоа и потенцирав дека државните органи треба да водат сметка за тоа што представува уставна гаранција. Република Македонија е социјална држава. Имаме соодветна одлука. За мене не постои причина да луѓето не бидат вратени на работа. Сметам дека е навистина ваквото непостапување представува еден суров и несоодветен чин кога станува збор за државен орган. Особено што и господинот Ивановски е и самохран родител. Пред 5 години беа двете деца беа малолетни, се едното е полнолетно. Се обраќа во Центарот за социјални работи, дали имате да прашате некогаш деца како се издржуваат. Немаме таков одел во Центарот за социјални работи, кај што ќе се интересираат Превентивно, да. Семејството што го издржа. Не дај Боже да направиш кривично дело или децата, одма ќе дојдат. Имале таков одел, а за вака нема. Вие спомнавте и малтретирање, тортура, психичко, закани од помошник директор во Царинската управа. Да. Го пријавивте ли тој случај, како се одвиваат тие работи? После тоа рековте дека имавте и здравствени проблеми, дека завршивте на психијатрија. Така, значи јас имав тортура извршена од помошен директор на Царинската управа Патирова, која ме држеше 6,5 сати, ме малтретираше. Надвор од работно време? Надвор од работно време, значи... Од 15 часот до 21. Така. Со која цел? Со која цел ме повика да дадам изјава. Јас отидов да дадам изјава, меѓутоа, јас кога влегов тамо, тоа, не знам, јас веднаш се почувствував кога да бев некоја убица, затоа што директорката постапи така кон мене, ми вика, отварај ташната и исторај се што имаш од нејза. Значи, јас се отварам ташната, исторам се од ташната и почнува да се изживува на мене. Као сум имала 2 телефони, не знам, со тие зборови, дека... Кој наредил во конкретниот случај да го повика новинарот да види дека на граничниот премин се наплаќено да, во тоа време се сеќавам и ја1 телевизија снимавме дека за лошите услови на терминалот Блаце, Телма телевизија. Значи, предпоставувате дека од тука тргнаа сите работи? Да, од тука и дојде до... Мислам дека и отказот следува по тоа. Дека тоа е вистинската причина? Вистинската причина за која добив отказ. Значи што јас побарав од Ванчо Каргов, од директорот, да види во какви услови работиме. Тоест јас не сакав да има прашина или не знам што, туку што немавме едноставно столици на што да седиме. Ние сме седеле на гајби од пиво, со искршени столици, јас имам сликано на мобилниот телефон, можам да го прикажам тоа, да се види со жици споврзани столиците беа. Значи 12 часа седиш. 12 часа е тоа работа што седнуваш од савајлето од 7, стануваш во 7 вечерта. Пауза за доручек немаме, пауза за ручек нема. Си ги побаравте вашите права и јас си ги побарав моите права, јас добив најригорозната казна отказ. Без никаква друга опомена дека да бидам казнета, например,
6 месеци 15% да видам Имаше случаи повикана. во нивната Да, ситуација кај што кажавме дека имаше и вашите колеги вработени се што чекирале на воопшто не истиот се начин. пријавувале Да, на исто. дека стигнале на работа, тие не добија ништо, не им беше даден директен отказ. Они беа казнети Ама 6 месеци. они како што се вадат на Законот за работни односи член 73 предвидува дека работодавачот ако мора да те предупреди пред добивање на отказ. Да следува Па да го дисциплинска следува постапка. после Опомена. често. Немаме директен Очигледно е отказ. дека постои друга конотација. Значи, ако се други луѓе вратени на работа, а овие луѓе се уште не може да се вратат на работа веќе 5 години, очигледно дека постои одреден вид на, да речем, тенденциозно непостапување по одлуката на комисијата. Во конкретниот случај ја мислам дека се работи зашто сите му молчеа на Ванчо Каргов како директор. Ние не бевме такви, бидејќи порано работевме до 2008 во јавното стамбено претпријатие. Преминавме со закон таму 203 луѓе и бевме, како да кажам, трн во око на старите вработени од цари, не? Бидејќи они секогаш молчеле и за неправди што им се правило, ние не сакаме да молчиме. Јас ги имав изнесено и злоупотребите на Ванчо Каргов по дневните вестници телевизии, така што не реагираше никој. Познати ли се вакви случаи во праксата? Имате ли Познати вакви се, пријави или претходно? Затоа што, знаете, ние имаме највеќе случаи кои што влегуваат во делот на работни односи, меѓутоа влегуваат и во делот на политичка дискриминација. После локалните избори имавме повеќе представки кои што се однесуваа на раководни лица, кои што беа сменети од својата функција, бидејќи поради промена нели на општинската управа, меѓутоа не воопшто редок случај да се соочуваме со злоупотреба на правата на работниците и злоупотреба на Законот за работни односи. За жал, Законот за работни односи е така поставен да повеќе оди во прилог на работодавачот отколку на работникот. Работниците се тие кои што се ставени во понеповолна положба и секако многу често сме сведоци на тоа дека се и законот, самиот закон се злоупотребува на начин за да работодавецот ги оствари своите интереси на штета на правата на работниците. Благодарам. Благодарам.